Дали знаете дека името Македонија ширум светот е најпознато како име на овошна салата? Салатата Македонија содржи различни овошја исецкани на ситни парченца. Најчесто се служи како десерт. Незиниот рецепт може да варира, но состојките најчесто се портокал, банана и јаболко и се содржани во скоро сите варијанти. Зборот Македонија со значење на мешана овошна салата бил популаризиран кон крајот на 18 век, со што се посочувале разновидните потекла на луѓето во некогашното Македонско царство на Александар Македонски. Кај нас во Македонија постои една романтична, веројатно и измислена легенда дека салатата Македонија за прв пат била направена на дворецот Версај, за време на потпишувањето на Версајскиот мировен договор во 1919 година, каде Македонија символично било послужена како десерт на преговарачите, а името го ставил главниот готвач кој наводно по потекло бил од овие краишта. Тој со ситното сецкање на овошјата алудирал на состојбата на својот народ од тоа време. Се претпоставува дека оваа приказна е измислена од романтични историчари и од самиот македонски народ, со оглед на тоа дека за неа нема никакви докази и записи. Дали сте слушнале дека Македонското царство на Александар Македонски во визуелната интерпретација на старозаветните библиски записи во православните фрески се прикажува како крилест лав? Една од таквите фрески се наоѓа во црквата Свети Спас, во црковниот комплекс Свети Јован Богослов во Ростов во Кремљ. Лавот е символот кој го прикажува Македонското царство на фреската на која се прикажани 4 кралства од старо време.